Почитувани го следите новото издание на регионалните вести на телевизија Кисименада. Започнуваме со првата вест. Основното јавно обвинителство од Тетово го презеде случајот во кој се води истрага против тројца државни функционери за злоупотреба на службена положба. Основното јавно обвинителство од Тетово води истрага против тројца државни функционери Арбер Адеми, Агим Нухиу и Сафет Емрули за кривично дело злоупотреба на службената положба, објави денес Fakulteti.mk. Предметот е во фаза на предистражна постапка. Основното јавно обвинителство случајот му го префрли на Тетовското јавно обвинителство, бидејќи пријавените дејствија се извршени на подрачјето на град Тетово, каде што и се наоѓа Тетовскиот универзитет. Пријава до Управата за финансиска полиција за тројцата функционери претходно поднесе просветниот инспектор Ѓорѓи Илиевски, кој тврди дека тие добивале хонорари од Тетовскиот универзитет за настава, додека работните места им биле во мирување. Инспекторот Илиевски при посетата на општина Гостивар истакна дека државните функционери започнале да ги враќаат хонорарите, кои, како што тврди, незаконски им биле исплаќани. Дека господата, министри, јавни функционери, парите што ги зеле, ги вратиле назад. Што значи, направен е прекршок, кривишен претел, или со едноставни зборови кажено, направен е образовен криминал. За сето ова, барав средба да го запознам и господинот Али Ахмети, каде што во една правна, нормална држава за вакво нешто веднаш се поднесува неотповикливи оставки. Од основното јавно обвинителство Тетово не успеавме да добиеме информации до каде е истрагата против државните функционери. Министерот Арбер Адеми, еден од осомничените, не беше достапен на телефон, а став за случајот не добивме од партијата ДУИ, чии функционери се осомничени. Првиот човек на општина Гостивар Арбен Таравари тврди дека Министерството за образование и наука прави обиди да му ги одземе ингеренциите во образованието по трет пат. Ова го изјави на пресконференција во општината, по средба со просветниот инспектор Ѓорѓи Илиевски, од кого побарал совети и насоки за делување. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари го покани на средба Ѓорѓи Илиевски, просветниот инспектор кој што лани посочуваше дека функционери, како министерот за образование Адеми и заменикот во МВР Нухиу, незаконски напредувале во научно-наставни звања на Државниот универзитет во Тетово. Како што рече градоначалникот, го поканил Илиевски на средба, за со него да се консултира и да побара совети околу проблемите што ги имаат општината и Министерството за образование. Вие знаете дека од централната власт ние како единствена опозицијска општина бевме во војна. Два пати ни беа одземени ингеренции, сега веќе се почнати серија на инспектори кои се шетаат по училишта и прават тенденции за трет пат да ги одземаат ингеренциите и потоа ќе влеземе во Гинисова книга на рекорди по број на одземеност на ингеренции на една општина. Инспекторот Илиевски не откри што конкретно го советувал градоначалникот, но ги повика колегите од просветниот инспекторат кои вршат надзори низ училиштата да постапуваат професионално и според законите. Но јас пак ќе кажам, моите колеги професионално да си ја бркаат својата работа. А имаме ние во државниот просветен инспекторат кој што и професионално си ја брка работата. Но не смеат бидејќи има укажувања. Односно имам укажувања дека им се врши исто така притисок. Притисок како треба да постапат. Сега пазите, доаѓаат од Струга. Од Струга доаѓаат инспектори да вршат овде инспекцијски надзор. Тие од Струга колегите нека си ја завршат работата во Струга не смеат. Инспекторот за една недела ќе се пензионира, но при денешната средба и гостинот и домакинот рекоа дека тоа нема да биде пречка да ја продолжат соработката. Евидентирани физички напади во Тетово, пронајдена дрога и злоупотреба на податоци. Слушнете ги деталите од билтенот на СВР Тетово.
Вчера во 21 часот 20-годишничка од Тетово пријавила дека околу 19 часот и 45 минути на улица Јане Сандански во Тетово најпрво ја навредувал, а потоа физички ја нападнал 62 годишник исто така од Тетово. Тој претходно бил пријавен и за два други случаи, па ноќеска околу полноќ лишен е од слобода и задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 11 часот и 30 минути 42 годишник од Тетовски Лисец во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 19 часот и 30 минути во угостителски објект на улица Иво Лола Рибар во Тетово физички бил нападнат од 45 годишник од Тетовско Камењане. Пријавениот е приведен во полициската станица Тетово и по документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 19 часот и 10 минути вработен во казнено-поправната установа Тетово пријавил дека во близина на оградата од дворот на објектот пронашол најлонско ќесе со хашиш. Пронајденото ќесе било подигнато и дадено на вештачење. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 30-годишна жителка на Тетовско село вчера во 9 часот и 20 минути пријавила дека на 19 јануари годинава непознат сторител отворил нејзин лажен профил на социјалната мрежа Facebook и поставил фотографија и невистинити податоци и информации за неа, со што и наштетил на честа и угледот. Полицијата работи на расчистување на случајот. Симе Димовски од Тетовско Туденце веќе 8 година произведува предмети за домакинство, музички инструменти и разни други предмети од дрво зеленика, кој го собира од планината Жеден. Вели занајатот сам го научил, но и алатот кој го користи е негово лично производство. Повеќе за овој занајат, погледнете го разговорот кој нашата екипа го сними со Димовски. Разговараме со господинот Симе Димовски од село Туденце, кој што долго време се занимава со овој занает, односно изработува алат за домакинство од зеленика. Па нешто околу овој занает, господин? Па 8 години кога се бавим со изработка на лажици, разни типови, све од зеленика. И со рачен прибор, рачно направен, све лично мој. Од каде идејата се занимаваш со оваа дејност? Јас сум бил машинобравар и од тогаш ми удрало паметот да правим лажици и сум почнал да правим лажици. Од тоа. Меѓутоа не е само лажиците, ви изработувате и разни други предмети. Што? Па предмети за мешане, за ајвар, за торти правене, за посипување, разни, има тука, еве се гледа се тука, разни алачи на шупелки правим од Музички инструменти. инструменти, све тоа изработувам. Обично, нели, занетите се стекнуваат со тек на времето, меѓутоа и ако имате некој во фамилија па да ви го пренесе занаетот. Меѓутоа вие сте само. Како го научивте? Лично само укова. Само ук не е пренесено никого, само ук. Е се што сум изработувал. На кој начин? Како го совладавте занаетот? Па Се гледале преку интернет? Како? Не, лично. И лично и сам тие гребала што се зове, што се греба, сам сум ги изработил, се сум ги направил се тоа. Значи самиот алат сам сте бил? А се сам лично сум го направил и со тоа сум почнал. И сега веќе ми е усовршено и иде многу на полесен начин. Туденце е во подножјето на Жедан, така што имате материјал таму. Зеленика. Само стрикно лажице е правилно од зеленика. Не од бука или нешто друго, само зеленика е. Зелениката е исто као коска, тврдо дрво. И не е заменливо. Дали ги лакирате ли само зеленика? Сами природното, нема ништо лакирано. Природно, како што гледате, така и природно, ништо нема лакирано. Имате најверојатно некоја лажица што сте изработили пред 8-9 години и се уште читава. Исто, да. 8 години све истата седи, нема проблем. Да. Така. Најверојатно ова ви е хоби затоа што сте вработени вие, ова ви е хоби, да. После пладне си работим, кога е слободно време. Да, и ги продавате. Како ги продавате? Не сум ги продавал, за сега не сум продавал, ништо. Така ги правим, ги давам поклон, а не сум продавал ништо до сега, да. Така. Да. Како оди постапката, еве, да речеме, не знам, за лажица за мешање на ајвар, колку време ви треба за да ги изработите? За ајвар мешање, за пола сат си го правим. За пола сат го правим, за ајвар мешање. Знаеме дека зелениката можеби не е некој големо дрво, меѓутоа од една зеленика колку може вакви прибори да се изработат? Зависи. Ако правим пократки лажици, се направим 5-10 може од едно. Од некој само 2 може. Зависи обликот на дрвото како е све тоа, знаеш. Зависи тоа. Ги сушим по 3-4 години прво. Постапката сакам да ми ја кажете. Како оди постапката? Прво го сушим 3 години. После го изработувам, зашто сурово се витка, се онади не е добро. А суво го изработувам, нема виткане тука више, готово.
Колку алат користите, каков алат имате за да ги изработите? Па све се алато за гребане се. Ми е правено од лагери све. Конусти лагери, сум ги наосли, ги правим се од лагери. Значи, целиот процес е преку гревање, така? Да, преку гребане, да. И сружене. Да. Колку се здрави ваквите производи, затоа што се користат во којна? Ова е незаменливо. Незаменливо. Лажицата од зеленика е незаменлива. Незаменлива. Вие сте и за нечија по струка. Да, браво, вариот, водоинсталатер. Да. Тие се можеби се занаети кои што се користат, меѓутоа колку според вас старите занаети обстануваат ли? Вие сте некој позитивен пример за тоа. Па стари занати више немач. Лажици у нашиот оддел што сум сретал во Тетово, од Седларево се изработа, па сега не сум сретал. Иде во четвртоците во Нистетово, нема што изработува други. Ја изработам, а не ги продам. Скоби ми е така ги чувам. Поклон ги давам, не ги продам, да, тоа. Дали може овој занет го пренесувате на вашето семејство? Сака некој со ова да Не сака, децата, не сака. И гледаат вика работи, не ги интересира. Не ги интересира. во околината во Туденце? Не ги интересира, не ги интересира. Не. Тоа. Меѓутоа вие се уште ќе продолжите да се занимавате. Да, сигурно, бидем жаф и ќе правим се тоа. Ви прави задоволство големо кога? Мозокот го одморам највише кога правим зеленик. Неодморен. Лер што се вика по наше, знаеш. Дома го изработувате? Дома, лично се. Со среќа и ви посакувам успех. Фала и вас многу, пријатно. Се базира на тоа што се трансформира вибрацијата во напон и од напон после се трансформира во струја и така се полнат телефонските уреди или било кој друг електронски уред. Браво на сите, јас сум Франка Граждани, имам 22 години моментално и сум на постдипломски студии во Манчестер. Мојата влошка или влошки, јас ја променив малку електрониката со цел да бидат поефикасни, така што ги сменив електронските компоненти за да се искористи повеќе чекорот на човекот, односно да се користи, да се добива поголема струја кога луѓето нормално пешачат, а не кога трчаат. И да не се поврзува со масата на човекот. Би ги променила материјалите, бидејќи сите што ги користат многу ефтини. Би го променила начинот на поврзување, бидејќи знам каде направив грешки, кои ми беа тешкотиите при развој на влошката. Јас сум голем фан на органски отпад и горење на органски отпад и искористување на таквите ресурси за добивање на електрична енергија, така што повеќе би се насочила према тие отколку према вибрациите, иако и од вибрациите може да се добива струја, бидејќи ниедна од вибрациите во светот не е искористена, уклучувајќи бучавата и колите и сите понатака вибрации. Не доаѓаат работите туку така, туку мора да се работи. Се може да се постигне ако работите и ако сте буквално трудолюбиви. За институциите да веруваат дека има многу квалитетен кадар. Да стварно има трудолюбиви студенти, многу паметни и луѓе што сакаат да работат и да буквално да не запираат постојано да истражуваат и да работат. Така што институциите да даваат шанса на студентите и да не ги потценуваат нивните способности. Историскиот судски процес за импичмент на американскиот председател Доналд Трамп беше отворен со препукување, откако демократите налутено ги обвинија републиканците во Сенатот дека сакаат да го прикријат случајот без сведоци или нови докази. Со оглед на тоа што Трамп се соочи со потенцијално отстранување од должноста за злоупотреба на службената должност, неговиот близок сојузник Мич Маконел, лидер на републиканското мнозинство во Сенатот, изнесе правила со кои би се блокирало доведувањето клучни сведоци или документи, потенцијално осакатувајќи ги аргументите на обвинителите, односно демократите во Конгресот.
Со солидно мнозинство од 53:47, Меконел исто така јасно стави до знаење дека ќе ги блокира сите демократски обиди за промена на неговите правила. Адам Шиф, лидерот на тимот за импичмент на представничкиот дом, кој го гони Трамп, се спротистави на тоа наведувајќи дека процесот нема смисла и оти бил дизајниран да обезбеди да не бидат сослушани никакви докази против Трамп. The facts will come out in the end. The documents which the president is hiding will be released through the Freedom of Information Act or through other means over time. Witnesses will tell their stories in books and film. The truth will come out. The question is, will it come out in time? Според Шиф, правилата на Меконел имаат за цел случајот да заврши што побрзо и оти затоа повеќето американци не веруваат дека ќе има фер судење. Патрик Филбин, член на правниот тим на Доналд Трамп, пак изјави: A fair process would be when you come to the day of trial, be ready to start the trial and present your case, not ask for more discovery. Во написите за импичмент се наведува дека Трамп се обидел да изврши притисок врз Украина да се меша во председателските избори за да му помогне да победи, а потоа ја спречи истрагата блокирајќи сведоци и негирајќи документи од представничкиот дом. Процесот на импичмент длабоко ги подели американците, особено околу тоа дали председателот треба да биде сменет од должноста 10 месеци пред изборите. Трамп во вторникот во Давос, Швајцарија, на Светскиот економски форум, ја повтори својата долгогодишна карактеризација на импичментот како измама и лов на вештерки. Ова е трет случај во американската историја председателот на државата да се соочува со можно отповикување. Тоа беше се што подготвивме во најновото издание на регионалните вести. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисименада.